Утрински стихови од Библијата. 18 октомври. Објавување на Христовото дело. Духот на Господа Бога е на мене, зашто Господ ме помаза. Ме испрати да им донесам радосна вест на бедните, да ги излечам скршените срца, да им проповедам слобода на заробениците и ослободување на оние во темница. Исаија 61:1. Тој проживеа правејќи добрини и исцелувајќи ги сите кои ѓаволот ги измачуваше. Имало цели села во кои не се слушнал извик на болка од ниедна куќа, бидејќи тој поминал низ нив и ги исцелил сите нивни болни. Неговото дело давало доказ за неговото божествено помазание. Љубов, милост и сочувство се откривале во секоја постапка на неговиот живот. Неговото срце било полно со нежно сочувство кон човечките синови. Тој зел човечка природа, за да може да допре до човечките потреби. Најсиромашните и најпонижените не се плашале да му пристапат. Дури малечките деца биле привлечени кон него. Им било убаво да се качат на неговите колена и да го гледаат неговото замислено лице, добродушно и полно со љубов. Исус не потиснал ниту еден збор од вистината, но секогаш ја изговарал со љубов. Тој покажувал најголема тактичност и промислена љубезна грижа во своето постапување со луѓето. Никогаш не бил груб, никогаш не изговорил непотребно некој остар збор, никогаш не и нанел непотребна болка на чувствителната душа. Тој не ја осудувал човечката слабост. Ја зборувал вистината, но секогаш со љубов. Го жигосал лицемерството, неверието и беззаконието, но солзи се чувствувале во неговиот глас, додека ги изрекувал своите остри укори. Плачал над Ерусалим, градот што го љубел, кој одбил да го прими него, патот, вистината и животот. Тие го отфрлиле него, Спасителот, но тој ги гледал со сожаллива нежност. Неговиот живот бил живот на самооткажување и внимателна грижа за другите. Секоја душа била скапоцена во неговите очи. Иако секогаш се држал со божествено достоинство, тој со најнежно внимание се наведнувал над секој член на Божјото семејство.